И официјален Вашингтон се огласи со порака за новиот споменик во центарот на Скопје. Без постапки што разборуваат емоции, владите во Атина и Скопје да покажат лидерство, а медиумите воздржаност. Реакција на Стејт Департментот ја пренесува Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик. Ведран? Заменик помошникот државен секретар Томас Кантримен на барање на Гласот на Америка издаде изјава во која стои дека Соединетите американски држави продолжуваат да ги поддржуваат напорите на Обединетите нации на чело со Метки Нимиц за решавање на спорот околу името во догледна иднина, како и активната ангажираност меѓу Атина и Скопје. Цитирам: "Кон решение не пренесуваат постапки и изјави од која и да е страна што разборуваат емоции. Во обете земји ги потикнуваме владите да покажат лидерство, а медиумите воздржаност, додека Атина и Скопје се обидуваат да најдат разумен компромис што е можно побрзо." Завршен цитат. Стејт Департментот смета дека ова налага приватни дискусии што се одмерени, директни и со почитување, а чија цел им е да се најде решение од што корист имаат обата американски пријатела и што ќе овозможи влез на Македонија во евроатлантските институции. Горан? Благодарам, Ведран Андоновски од Вашингтон.